Скивање, чешање, солзење на очите и кашлање се најчестите симптоми за пролетните алергии и настинки. Главен виновник за оваа состојба е поленот. Пролетните алергии почнуваат да се шират од дрвјата во раната пролет и се многу позачестени во последните неколку години за разлика од порано, велат педиатрите. Ова време, значи пролетта, почести се настинките кај децата. Тие веќе ни се почесто ни доаѓаат во нашата ординација, со течење на носот, со проблеми од смисла на некоја температуричка, може да има, може да нема, течење на очите, значи имаме една зголемена саливација од страна на сите стани. За среќа обично станува овдека инфекцијата и тие се во типот на една обична настинка или во најголем број случаи станува збор на алергиска реакција, која е резултат на поленот, кој што е, за жал, во последно време многу повеќе застапена кај децата. Мислам, процентуално повеќе деца имаат алергиски реакции, отколку пред неколку десетина години, кога тие беа поретки. Педиатрите велат дека симптомите на алергиските реакции и настинките се многу слични и со вирусот COVID-19. Велат дека треба да се направат потребните испитувања за да се утврди за што точно станува збор. Сега многу е битно точно да се одбери дали станува збор за една алергиска реакција или станува збор за една обична настинка или станува збор за една COVID реакција. Нели имаме тука веќе испреплетување на симптомите. Но правилно следење на детето, со третирање и со правилно следење на детето и добра анамнеза, клиничка преглед по органи, по системи, крвни слики, обични лабораториски анализи, може еден така поискусен лекар и лекар што се бави со проблемите кај децата лесно да направи дистинкција меѓу сите тие три состојби, кои што се разбери различно се третираат. Точно е дека сега ги имаме зачесто на алергиските реакции кај децата во вид на ринореа, тоест течење на носото, течење на окото, со лесно гребење на грлото, меѓутоа сето тоа се третира со обичните лекарства, со лекарството што претходно се давени, нели, од типот на антихистаминици и инхалации. Педиатрите апелираат да се прават контроли доколку децата почувствуваат некои од симптомите кои укажуваат на настинки, алергии или пак COVID-19, за да може точно да одредат за која состојба станува збор и како треба понатаму да се третира.